Во најновата епизода на Шорткат ќе гледате. Една актерка и две здруженија се добитници на наградата за младинско учество. Депонијата со згура на топилницата за цинк и олово во Велес останува една од најжешките еколошки точки во земјава и потсетник за голготата која ја преживеа градот. И годинава ниту еден македонски универзитет не се најде меѓу најдобрите 1000 на Шангајската листа. Здраво на сите! Добре дојдовте во втората сезона на емисијата Шорткат, која ја започнуваме по двонеделната пауза. Јас сум Нина и денеска ќе ви ги представам најважните случувања од изминатава недела. Почнуваме веднаш, ова е Шорткат. Една актерка и две здруженија се добитници на наградата за младинско учество, што по повод Меѓународниот ден на младите се одржа во кабинетот на претседателот Пендаровски. Годинашни носители на наградата се актерката Изабела Јакимова во индивидуалната категорија, неформалната група на младите на Една може, One Can Youth во категоријата на неформални групи на млади и здруженијето Go Green во категоријата на младински организации за млади и младински чадор организации. Наградата за младинско учество ја доделува Агенцијата за млади и спорт во соработка со Националниот младински совет на Македонија и има за цел да го препознае и валоризира трудот на младите при адресирање на различни општествени прашања. Главниот прилог во емисијата го посветуваме на депонијата со згура на топилницата за цинк и олово во Велес. Една од најжешките еколошки точки во земјава и потсетник за голготата која ја преживеа овој град и неговите жители кои денес се соочуваат со страшните последици од работењето на индустрискиот капацитет. Депонијата со згора на топилница се уште го демне Велес. 3 години откако беше доделена концесија за нејзин извоз како техногена минерална суровина. Само мали количини заминаа од градот. Црниот рид со над 1,8 милиони тони отпад, во кој е проценето дека има околу 10% цинк, 1% олово, како и други опасни метали како кадмиум, бакар, арсен, индиум и талиум, се уште стои. Околу него има само неколку машини и делови од постројката за сепарација на суровината, но нема работници, ниту пак некаква активност во околината. Концесионерот, компанијата Kepsmon Group, во неколку наврати во изминатите години извезе мали количини во Малезија, Турција и во земји од регионот. Во моментов, компанијата нема договор со заинтересиран откупувач, ниту пак има конкретен термин кога ќе започне да ископува и да го извезува отпадот. Екологистите од Велес не се задоволни што ридот троска се уште во нивниот град. Игор Смилев од Green Power вели дека очекувале посериозна динамика на чистењето на депонијата, за побрзо да може да се премине на следниот чекор, ремедијација на загадената почва и проценка на штетите кои се направени на подземните води од долгогодишното загадување. Посочува дека Велес се уште е заложник на топилницата многу години откако таа не работи, а институциите се инертни, незаинтересирани и затајуваат како контролни механизми. Смилев вели дека концесионерот има само формално представништво во Велес, а во изминативе години еколошките здруженија ниту еднаш не се сретнале со нивните представници. Министерството за животна средина информира дека интегрираната дозвола која ја доделува општината на Kepsmon Group му беше дадена во октомври 2019 година и важи до октомври 2023, до кога и рокот за целосно чистење и извоз на суровината. Со оглед на тоа дека досега се испорачани многу мали количини, од Министерството сметаат дека е практично невозможно во овој рок да се завршат обврските, а концесионерот ќе треба да побара продолжување на дозволата до 2026 година, до кога му важи и концесискиот договор со Министерството за економија. Во меѓувреме, депонијата со троска останува на истото место каде што беше и во 2005 кога топилницата престана да работи. Светската здравствена организација поради загадувањето во 2000 година го прогласи Велес како опасно место за живеење, а во изминатите години голем број испитување на почвата и воздухот направи професорот на Институтот по хемија на ПМФ Трајче Стафилов. Тие потврдија дека во прашината во куќи во Велес, во Башино село и во планинските села југозападно од Велес се сретнуваат особено високи вредности на арсен, кадмиум, олово, цинк, индиум и антимон. Почвата е загадена во радиус од 20 на километри околу топилницата, иако ниви на кои се одгледува храна има и во непосредна близина на троската. Зеленчукот што го консумираат велешани содржи до 1,5 пати поголема концентрација на олово од дозволената и 2,5 пати поголема концентрација на кадмиум, а најзагаден е лиснатиот зеленчук.
со проект на граѓанската организација Вила Зора. Во 2018 година беше направен и обид за пробна ремедиација на почвата со маслодајна репка, а резултатите покажаа присуство на тешки метали во почвата и под деконтаминацијата. Тоа јасно покажа дека се додека црниот рид стои во Велес, желбите за чист град се залудни. И годинава нема ниту еден македонски универзитет меѓу најдобрите 1000 на Шангајската листа. Организацијата Shanghai Ranking Consultancy го објави академското ранкирање на светските универзитети за 2020 година, познато како Шангајската листа. На врвот на листата и годинава доминираат универзитети од САД. Како најдобар универзитет повторно е ранкиран Универзитетот Харвард на прво место, на второ место се наоѓа Универзитетот Стенфорд, а на трето Институтот за технологија Масачусетс. Инаку, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје е единствениот македонски универзитет кој се наоѓа на листата на 2000 најдобри универзитети што ја објавува Центарот за рангирање на светски универзитети. По неколку годишниот пат, УКИМ годинава се најде на 1964 место. По нецели 48 часа од промоцијата, паметниот споменик виртуелен Прличев беше вандализиран и онеспособен од функција. Како што објави професорот доктор Анис Сефиданис, непознати лица го пресекле доводот до електрична енергија, го отстраниле македонското знаме и ги искурнале написите. Се обиделе да ги отворат и металните врати за да стигнат до главниот компјутер, но поради цврстиот материјал и безбедносните брави, успеале само да ги искриват. Од СФР Охрид го потврдија случајот. Паметниот споменик на виртуелен Прличев го изработи компанијата Сефиданис во соработка со ученици на Основното училиште Григор Прличев, Охрид со поддршка на општина Охрид. Учениците ги обезбедиле содржините за овој иновативен систем. Шабан Брзев ги изработил анимациите на 3D моделот, а Стрезо Стаматовски го позајмил гласот. Споменикот има за цел со помош на вештачка интелигенција и виртуелната реалност да го чува и одржува локалниот дијалект и охридското културно богатство, создавајќи уникатно футуристичко искуство за граѓаните и посетителите. Во моментов се работи на целосно оспособување на паметниот споменик на Прличев. Под мотото лупање идеи, Македокс вечерва во Скопје почнува 13-тото издание на фестивалот на креативен документарен филм. До 25 август посетителите ќе може да погледнат 71 документарец на 4 локации во Скопје, и тоа во Куршумлијан, платото на Музеј на Македонија пред Куршумлијан, МКЦ и Europe House Скопје. Годинава на фестивалот ќе пристигнат околу 70 гости од странство. На фестивалот ќе се доделат 5 награди, а надвор над преобравачките категории се значајните фестивалски програми Земја во фокус, годинава тоа е Чешка, како и програмата за деца и младенци. Доколку имате можност, нареднава недела одвојте време да го посетите Македокс, а за крајот на емисијата подготвивме уште една интересна вест. На фармата на 22 годишниот Никола Богдановски во скопското село Кадино се роди двуполово прасе. Тој за Meta.mk раскажа дека оваа принова за него е вистинско изненадување, затоа што е редок феномен. Шансите да се роди двуполово прасе според научните студии се од 0,1 до 0,5%, а токму тој феномен се случи во фармата на младиот Никола Богдановски. Толку за денеска. Довидување до следното издание на Шорткат. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на вебсајтот на Meta.mk и не заборавајте да ги посетите на нашите профили на Instagram и TikTok. Се гледаме. Чао!